Навистина голема е тајната на побожноста, Бог се јави во тело. Драги браќи и сестри, тоа е големата тајна на верата што ние денес ја прославуваме. На денешен ден небото се отвори, славата Господова ја осени земјата. Ангелите Божи ја пеат песната на љубовта, мирот и добрата волја помеѓу луѓето. Денес е празник на Божјата љубов кон нас грешните луѓе. Денес се роди Божјата правда на земјата. Денес Бог се јави во тело. Денес се исполни она за кое пророците прорекува, кон кое праоците се стремеа и за кое праведниците и грешниците чезнеа. На денешен ден пред 2017 години Словото плод постана, односно второто лице на Светата Троица Господ Исус Христос постана човек. Денес го прославуваме раѓањето на Господа Исуса Христа во тело. Навистина голема е тајната на побожноста, недостижна за човечкиот ум, за да може да ја разбере големата тајна на Божјото воплотување. За истата во една црковна песна се вели: тајна страна и преславна. Таа е недостижна за ангелите, а камоли за човечкиот ум. Ние како луѓе не можеме да продреме и да ги разбереме земните тајни, а камоли пак небесните. Тајните на христијанската вера навистина се недостижни за човечкиот ум, но ниту една не им противречи на законите и на разумот. Затоа преку нив делува и кажува со своето благотворно и спасително влијание врз христијанските души и срца и врз сите човечки поколенија. Онаму каде што засветлила тајната на христијанството, го прогонува мракот на идолопоклонството и ги облагородува душите на христијаните. Ги издигнува високите морални принципи на добродетели и ги уподобува луѓето со ангелите. Затоа, браќа и сестри, да ја прегрнеме тајната на Божјото воплотување. Сокрината тајна од почетокот на вековите се открива на денешен ден. Тајната се случува во необични услови, при најскромен и смирен вид, пред вечното Слово Божјо Господ Исус Христос, оној кој е несмеслив во небесата се раѓа не во дворски палати, туку во бедна овчарска пештера. Колку е убаво и трогателно опишано ова збиднување во кондакот на денешниот празник. Дева денес го раѓа оној што секогаш постоел и земјата на недостапниот пештера му принесува. Се поставува прашањето зошто Господ Исус Христос толку се понизил и се родил во пештера? Зошто допуштил да биде повиен во прости пелени и да биде положен во овчарски јасти? Со силните и со богатите многумина би сакале да се дружат и да ги следат. Ако Христос се родеше во царски дворови, многумина ќе појдеа по него, но он се раѓа како најбеден, затоа ќе претрпи казни и неправди и ќе биде суден, тепан, распнат, но неговата наука е вистинска. Целокупната големина на Божјата благост, милост и љубов кон грешниот човечки род е собрана во бедната овчарска пештера. Од неа изгреало сонцето на правдата, од неа ќе засветлат зраците на Божјата љубов, од неа за прв пат се принесува зборовите на блаженствата. Блажени се кротките, блажени се жедните за правда, блажени се милостивите и така натаму. Во оваа пештера се донело простувањето на гревовите на секоја човечка душа. Токму тука Бог се смирил до степен на младенец, за да не издигне нас грешните луѓе до степен на богоподобие. Примил да биде повиван во пелени, за да не одврзе од замките на греовното робство. Примил да постане син човечки, за ние да бидеме синови Божи. Бог според својата негова голема милост и љубов кон нас грешните луѓе ја пројавува таа тајна на верата и ние да ги следиме витлеемските пастири и источните мудреци. Да му се поклониме на Христа воплотениот, да ги отвориме нашите срца и души,
pa da možeme mladenec od Gospoda Isusa Hrista da se rodi vo nas. On neka ни го осветлува патот и нека ни биде патеводител по правиот и вистински живот, исполнет со добри дела и така да спечалиме вечен и блажен живот. Христос се роди за многу години.